Еве ќе ви кажам еден пример, го говорев, го дискутирав со мој пријател, близок пријател, за Поградец. Некој го викаат и Подградец, иако мислам дека е Поградец, но може да е и Подградец, ама е градец или градче или селце на Охридско езеро отаде. Значи, во Албанија сега, а пред поделбата, нели, во регионот на Македонија. И таму има и доста македонци. И важеше вака за еден регион доста затуцан, Богу и за ногу, што би рекле нашиве напредњаци од ВСМР ДПМН. Значи, Богу и за ногу, во една Албанија која што има море, има ривиера сериозна, која што може да конкурира и на Хрватска, едно селце во едно езеро преку 7 планини, на вистина е отпад, не ви е на агенда. И во раните 90-ти години луѓе кажуваат, и македонци и албанци, немало прозори на куќите. Прозорите ги затварале со фолии, со најлони. Толку било бедно местото. Епа, отидете сега до Поградец, или Подградец, како и да го викате. Отидете сега да видите како е у Поградец. Да видите што значи да сте дел од држава, па макар и Богу и за ногу или преку 7 планини, или што би рекол Госен Заев, село под 7 јасени, од неговите лектири што никогаш не ги прочитал. Отидете до Поградец да видите што значи држава. Да, иронија е. Иронија кон нас, затоа што во тие 90-ти години за нас беше, приказката беше, не дај Боже да граничиш на запад со Албанија. Немек беда, распад. 97 година, кога ги правевме протестите, таму имаше граѓанска војна. Беа обиени воените магазини, украдени 1.000.000 пушки, автомати и така натаму. Добро, тие подоцна завршија во Косово, па најнакрај и во Македонија си ја завршија својата работа, но имаше граѓанска војна, немаше централна власт. Тотален хаос беше. Ко ние бевме држава за нив. Не дај Боже на западот и Албанија. И имаш сега ситуација